Господине Бучковски, пред се ви благодарам за тоа што ја прифативте поканата да земете учество во овој серијал кој го водиме на порталот racin.mk. Имаме неколку прашања за вас. Со тие неколку прашања, еве тука сме во кабинетот кај вас. И добре дојдени сте, ви благодарам на можноста да разговараме на теми кои мислам дека заслужуваат да се чуе и моето мислење како поранешен претседател на владата, како поранешен специјален представник кој се обидуваше да ги затопли односите во еден критичен период со Бугарија, така што во овие моменти кога се навестува дека можно е да дојде до некој придвижување, мислам дека сите треба да бидеме добронамерни, да кажеме она што мислиме дека е од интерес на нашата држава. Да, токму за тоа придвижување во односите со Македонија и Бугарија ќе разговарам, ќе бидат во фокусот на нашите прашања. Ова интервју го правиме еден ден пред најавата, претседателот на Социјалдемократскиот сојуз најави дека утре, практично во четврток на 25-ти, ќе го објави документот, резолуцијата, предлогот за заедничките црвени линии кои тие ги предлагаат до владата во однос на тоа да се помести процесот за придвижување и забрзување на процесот на членството на Македонија во Европската Унија. Но пред тоа, во исто време тоа пак го покрена прашањето и воопшто за потребата од национален консензус за некои прашања кои се од интерес за Македонија, за нејзините граѓани и така натаму, кои доаѓа, мислам дека е во вистински момент, затоа што имаме многу сложени прашања во светот, во регионот, не знам, војната во Украина, процесите, сега сме во теке Генералното собрание во Обединетите нации, светот многу се менува, има сериозни геополитички процеси и во тој контекст ми се чини дека е важно прашањето за тоа каде во оваа ситуација е Република Северна Македонија и каде сака да се најде во некој нареден период. Дали мислите дека ова прашање за национален консензус околу овие прашања и околу други прашања од стратешки интерес за Македонија треба да бидат решавани на ваков начин? Треба и мораш и досега да бидат решавани. За жал, ние не паметиме успех во изнаоѓањето на заеднички јазик меѓу двете најголеми партии од македонскиот блок, ВМРО-ДПМН и СДСМ. Една само е успешна заедничка голема коалиција за време војниот конфликт во 2001, која од денешен аспект, ако на помладите генерации треба да пренесеме дел од искуството кој јас го имав како дел од таа голема коалиција, според мене никогаш немаше да дојдеме до политичко решение на кризата која започна како конфликт испровоциран да се освоја територија, а не да се говори за човекови права или малцински права, ако не беше големата коалиција, ако не беше поддршката од меѓународната заедница. Имајќи го тоа позитивно искуство, ја мислам дека и денес треба таа да биде формулата. Прво да се постигне консензус внатре, помеѓу двете најголеми политички партии, да има поддршка и од другите партии кои се застапени во парламентот, па потоа да се бара поддршка од меѓународната заедница. Јас со внимание го проследив тоа што го пренесува медиумите, дека на еден брифинг пред неколку дена за прв пат после 16-17 месеци колку што е премиер на владата, премиерот Мицкоски проговорил дека очекува по нова година поддршка од дел од водечките лидери во Европската Унија. Почна шпекулации, дали тоа италијанската премиерка Мелони, дали тоа ќе биде германскиот канцелар Мерц или ќе биде францускиот претседател Макрон, тие се лидерите во Европската Унија и се надевам дека кога е кажано тоа на еден брифинг дека очигледно е дека нешто според мене ќе се случува по изборите. Затоа што досега очигледно многу беше битно на премиерот, на владеачката коалиција да се има добар резултат на локалните избори и ова прашање кое е непопуларно, кое им донесе според мене и многу поени на последните парламентарни избори, бидејќи има една агресивна кампања со сериозни манипулации од PR аспект, веројатно проценката беше дека треба до крај така да истераат, при тоа нанесувајќи штета на интегративниот процес, бидејќи предалеку отидовме за да може сега сам да се врати Мицковски. Затоа за поздравување овој чекор што го прави сега опозицијата. Мене ми изгледа намерата на Венко Филипче како да понуди излезно решение на ВМРО-ДПМН да се соочи со реалноста. Реалноста е за жал сурова. Кога ќе ви каже комесарот за проширување
дека Македонија асоцира на тажна приказна и кога ќе видите со која брзина напредува Албанија, каде стигна Црна Гора, навестувањето дека ќе се отвори простор за проширување и за Молдавија и за Украина. Молдавија веројатно, ако го прегрми сериозниот тест кој го има оваа недела на парламентарните избори, ако победат проевропските сили, мислам дека ќе биде третиот сериозен кандидат. Украина, која има сериозни проблеми, но дел од мировниот пакет веројатно е и тоа што го договараат Соединетите американски држави и лидерите на Европската унија, да членството во Европската унија биде дел од оние елементи кои треба да доведат до некоја мирна разрешница, која според последните изјави што ги слушавме и вчера и денес, оди па сега во сосема друг правец. Наместо да дојде до смирување на ситуацијата, последните изјави од вчера на американскиот претседател Трамп, кој вели дека можеби треба да се има друга стратегија каде што треба да тргне Украина да ги враќа окупираните територии, навестува дека тој конфликт нема така брзо да заврши. Во сите овие околности, очигледно е дека проширувањето ќе се случи. Геополитички е сега дојден моментот каде што на многумина кои беа скептични, кои тврдеа дека нема да има проширување никогаш повеќе, дека заврши проширувањето со влезот на Хрватска во Европската унија, сега реални се можностите и Република Северна Македонија според мене го нема тој луксус да остане во групата на држави од Западниот Балкан кои се реално многу подалеку отколку овие две водечки држави, тоа е Албанија и Црна Гора. Гледајќи го капацитетот на нашата држава, што се направивме со екстремно долго кандидатско статус на кандидат за членство во Европската унија од 2005 до денес, и јас мислам дека ако биде постигнат консензус помеѓу власта и опозицијата, помеѓу сите парламентарни партии, ние имаме сериозно добри шанси да го фатиме чекорот со Албанија и Црна Гора. Ако тоа не се стори по локалните избори, јас се плашам дека Република Северна Македонија, за жал, од лидер во регионот со која се гордееше меѓународната заедница од 2005-та, ги собиравме сите пофалби и ние бевме реално лидер во целиот овој регион. Да се доведеме во позиција да бидеме на дното без никакви шанси, од страв дека евентуално следат нови барања од страна на Бугарија. Така што ова само блокада, мислам дека нанесува сериозни штети, кои ќе ги почувствуваме многу брзо, ако не го фатиме овој бран на проширување, бидејќи очигледно е дека ќе продолжи трендот на земање на бугарски пасоши од економски причини. Ќе продолжи сега и тренд нашите сонародници албанци ќе ги земат албанските пасоши, бидејќи е известно дека Албанија е идната членка на Европската унија и ќе се доведеме во една крајно деликатна позиција, која мислам дека нити премиерот Мицковски, нити лидерите на опозицијата, меѓу кои сега покажува храброст и доблест, иако е свесен дека многу изгуби на последните избори СДСМ околу темата Бугарија. Јас го сметам ова за храбар чекор и затоа го поздравувам. Верувам дека ВМРО-ДПМН ќе даде сериозен придонес во обликувањето на таа резолуција, бидејќи иако дава различни изјави премиерот Мицковски, јас ги земам во ова моја анализа позитивните. Вели, да, ние сакаме да го видиме тој документ, нема со акламација да го прифатиме, ќе дадеме своји забелешки, бидејќи за нас е битно да не се гледа само првиот чекор, а тоа е промената на уставот и преамбулата и вметнувањето на бугарското малцинство како дел од народите кои се наброени во преамбулата на уставот, туку да видиме како да стигнеме до крајот. Така. Да. Ова убави се укажувањата, ме радува тоа што и веројатно и сите ги радува дека гледате одреден оптимизам во однос на тоа како би можеле понатаму да се развиваат овие процеси, и јас само се плашам да не се случи нешто, да не ги
прифатиме поуките од минатото, кога овие горливи прашања постојано ги туркавме под тепих за да се бркаат некои други процеси или заради тоа што се немаше доволно храброст за да се впуштат лидерите, политичките лидери во тие процеси, кога можеа тоа да го прават. Дали во таква ситуација можеме да се поучиме од тие негативни искуства и да препознаеме што е тоа што ни треба понатаму за едни вакви храбри чекори? Бојаровски, Тука памети ме јас и ти, и затоа моите јавни настапи кои се ретки, се обидувам во секој мој настап да испратам некоја порака до помладите и оние кои се сега пред се дел од власта и кои се активни на политичката сцена. Требаше да научиме лекцијата која цена плативме со калкулациите и со погрешната стратегија, дека времето работи за нас и дека спорот со Грција на крајот ќе заврши во наша полза. Ќе се зголемува бројот на држави членки на Обединетите нации кои не признаваат под уставното име и дека на крајот ќе имаме решение кое ние толкувавме дека двојната формула ќе значи само Република Грција да користи име за кој ќе се договориме. На крајот имавме златни шанси кои ги пропуштивме и заради тоа не станавме членка на НАТО на самитот во Букуреш во 2008. Го изгубивме чекорот со Хрватска и не станавме членка на Европската унија заедно со Хрватска заради тоа што имавме вето и блокада од Грција. Поучени е тоа и не извлекувајќи за жал поука. Овие помлади генерации на политичари не извлекува поука дека времето како поминува, решенијата ќе бидат се понеповолни за нас. Тоа е искуството што ги имавме со постигнувањето Преспански договор, кој според мене е договор кој јас го бранев, иако јавноста беше поделена, заради тоа што и тогаш, иако правеше сериозни обиди поранешниот премиер Заев, ВМРО ДПМН не го поддржа тој договор. И знаеме веќе приказната како се влезе во уставните измени со поддршката на 8 пратеници кои беа прогласени за предавници од страна на ВМРО ДПМН и поминаа низ еден исклучително тежок период на дискредитација. За жал, имајќи го сето тоа како искуство, јас не гледам дека во меѓувреме се обиде власта и опозицијата. И власт кога беше СДСМ и денес кога СДСМ опозиција или тогаш кога беше најпотребно, тоа е за време на преговорите околу францускиот компромис или компромисот кој ни даде можност со еден чекор да затвориме повеќе прашања. Значи за мене во секоја пригода гледам и другите поискусни поранешни политичари го користат тоа, треба заеднички да се истера и кампањата што значи евентуалната промена на уставот и вметувањето на бугарите, бугарското малцинство кој живе кај нас во решенијата кои се нудат како компромис. Тоа значи конечно затварање на едно од прашањата кои долго ги оптоваруваат македонско-бугарските односи. А тоа е тенденцијата на бугарските националисти да тврдат дека ние сме еден народ во две држави. Со оваа уставна измена ние конечно го затвараме тоа прашање и тргнуваме во градење на една поинаква заедничка иднина со партнерите кои сме вистински партнери во НАТО, тоа се бугарите, но и со сите оние добронамерни кои тврдат дека може да помогнат. Ова барање да биде последното. Желбата на нашата нова власт, уште на почетокот беше да го репреговара и да понуди повеќе аргументи зошто оваа преговарачка рамка не е прифатлива. Нудеа варијанти со одложено дејство на уставните измени, па бараат дополнителни гаранции од Европската унија дека ова ќе биде последно барање и на крајот се соочивме со реалноста. Иако има симпатии код нас, принципот на гласање во Европската унија нема да се промени за нашата држава. И затоа мора да собере храброст и мислам дека овие придвижувања ве велите оптимизам. Јас се обидувам да гледам низ
призмата на оптимизам, бидејќи потребен е оптимизам во ова време кога доминантно во нашата држава не гледам многу луѓе кои веруваат дека може нешто да се придвижи, а ако ова се случи, овој национален консензус, како што го почнавме ни овој разговор, мислам дека тоа ќе биде дополнителен мотив и кај просечниот македонски граѓанин, кој е под наводници оттруен во изминатите 2-3 години со негативна кампања, со постојано повторување дека нешто ни се диктира од Софија и дека ако тоа го направиме, ќе го изгубиме својот идентитет и ќе биде крај за постоењето на македонската нација, македонската држава, што е сосема погрешно, еден фаталистички пристап кој реално нанесе сериозни штети на нашиот евроинтегративен процес. Дали ќе успееме сега да се вратиме? Ова интервју го почнавме така со надеж дека тоа е можно. Да. Но за да дојде до такво едно решение, мислам дека дали избран вистинскиот тајминг пред почнување на официјалната кампања на локалните избори, кога мене некој би ме прашал, би рекол не. Се плашам да не биде злоупотребена таа тема и во локалните избори, но од друга страна, бидејќи премногу долго никој не ја спомнуваше варијантата може ли да се постигне национален консензус, може ли да тргнеме напред заеднички сите, дури за мене не е табу тема која ќе завршат изборите, ако биде потребно ова да се заврши заеднички, јас бидејќи споменав на почетокот сум бил дел од големата коалиција, мислам дека ова прашање, влезот на Македонија во Европската унија, треба да го врати на маса и предлогот кој екзистираше последните неколку години. А тоа е за голема коалиција која би имала единствено задача да го заврши успешно овој процес на преговори со Европската унија и Македонија да стане членка на Европската унија. Океј, но има и друга страна. И сега ќе ве замолам за ваше мислење за другата страна. Како ова во Бугарија ќе биде дочекано? Дали можеме таму да очекуваме дека бугарската страна ќе ги прифати овие сигнали што доаѓаат од Македонија, од Скопје или од меѓународната заедница и дека ќе бидат отворени за изнаоѓање решение? Мислам дека на политичката сцена во Република Бугарија постои консензус меѓу власта и опозицијата, дури меѓу најрадикалните, а тоа е да речеме во овој момент преродба на Костадинов, дека македонското прашање треба тие да го решаваат со консензус, го решија со консензус, побара од нас првиот чекор, значаен чекор во одблокирањето на процесот да биде променен уставот. И тука гласа едногласно сите во бугарскиот парламент. Како ќе биде прифатена нашата заедничка резолуција, ако дојдеме до тамо, е отворено прашање. Јас го слушав внимателно едно интервју на поранешниот министер за надворешни работи Бојар Османи, кој вели дека може тоа да предизвика кај нив потреба да и тие одговорат со некоја нова резолуција. Но и ако одговорат со нова резолуција, јас не мислам дека таа би била контра она што ние би го направиле. Добро е да ги почнеме да ги придвижуваме работите, затоа што јас да речеме верувам на јавно дадените изјави на европратеникот Андреј Ковачев, кој вчера и завчера изјави за бугарското национално радио, дека да не се плаши премиерот Мицковски, кој го словува со пријателе, бидејќи тие се дел од истата групација во Европската народна партија, тој е подпредседател Андреј Ковачев, кој често беше споменуван во негативен контекст при последните дебати околу извештајот за напредокот на Република Македонија во Европскиот парламент, кој вели јас може да го уверам премиерот Мицковски дека ова ќе биде последното барање. Но бидејќи ние знаеме дека имаме во преговарачката рамка и една за нас задача да ги одржуваме добрососедските односи како еден од критериумите од Копенхаген кои се исклучително битни. Ако гледаме во регионот сите имале повеќе или помалку проблеми со добрососедските односи. Ние толку не сме ги анализирале, никој не поминал мазно. Значи,
Ако го гледаме словенечкото искуство, хрватското искуство, ако гледаме што се случувало во односите меѓу Романија и Унгарија, да речеме, не е ова Грција, Албанија. Да, не е ова нешто што ние треба да се плашиме дека не поминали другите ни се еден ваков тежок процес. Но најважно е ние да покажеме, според мене, подготвеност со влечење на неколку потези. Јас и јавно сум говорел, не вака пред пошироката јавност, јавно сум говорел и додека беше премиер Заев, и додека беше премиер Ковачевски, сега во неформалните разговори кои ги имам со министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, говорам што врз основа на моето искуство треба ние во меѓувреме да правиме. Едно е да ја тераме резолуцијата, дај Боже да најдат консензус и заеднички да помине во парламентот власта и опозицијата. Второ, мислам дека е многу важно да дадеме свој придонес да свати и бугарското општество дека ние сериозно имаме намера да градиме добрососедство и пријателство, така како што пишува договорот што е подпишан. Тоа што ние требаше и досега да го направиме, веројатно требаше да почнеме процес согласно нашите законски прописи на правна рехабилитација на неколку битни личности од поновата историја, битни семејства и за она што го делат заеднички Македонија и Бугарија. Да речеме, за мене би било исклучително важно да дојде до правна рехабилитација на семејството на Венко Марковски, да дојде до правна рехабилитација на семејството на Богдан Попјорчев, да дојде до правна рехабилитација на личностите и нивните семејства, на академикот Богомил Ѓузел. Значи, со такви потези од наша страна, бидејќи ние мора да признаеме дека и во нашата понова историја, во времето на револуционерната правда, по Втората светска војна, има повеќе политички монтирани процеси, каде што Ванчо Михајловистите под наводници биле драконски казнувани. Ние треба да исправиме неправдата, како што се обидовме во неколку други случаи. Да речеме, се обидовме на семејството на Ченто, тоа да го направиме. Има и други позитивни примери, каде што мислам дека ќе испратиме еден сериозен сигнал да и од бугарска страна има многу повеќе разбирање на она што ние стравуваме дека може да се случи во иднина, а тоа е докаде ќе стигне заедничката историско образовна комисија во нивната работа. Ова е, прилично храбра изјава од ваша страна, во смисла на тоа дали е подготвена македонската јавност за такво нешто. Мора да разговараме, затоа што македонската јавност мора да и јавноста и академскиот лук на историчарите. Јас мислам дека многу полесно ќе дојдеме до една клима која имавме, да речеме, пред 4-5 години. Сега е толку многу контаминирана атмосферата, што мислам дека треба да следат неколку чекори од наша страна покрај овој, затоа што ова нема да заврши ако биде промовирана утре, задутре веќе ВМРО-ДПМН да излезе со своји коментари или со своји забелешки. Мислам дека тој процес треба да потрае, не треба да биде вклучени само политичките партии. Речеме, минатата недела слушав неколку исклучително добронамерни совети од академикот Камбовски при една дебата во Ману, каде што говори дека едно е тоа што треба да го работи политиката, но многу повеќе треба просторо да го користи науката и културата, да даде дополнителен стимул на затоплување на односите, бидејќи секогаш тоа било на ниво на желби, никогаш не се навлегло храбро и длабоко во тие процеси. За жал треба да признаеме дека и за љубов и за кавга треба двајца. Не можеме ние постојано да покажуваме со прстот дека проблемот во Софија. Треба да признаеме дека и ние како доволно, бидејќи ова не е, јас ова што говорам, не е популарно, ова не носи поени, но на државата, бидејќи сега говориме како државата да ја направиме европска и како побрзо да станеме членка на Европската унија, мора да научиме дека треба и влогот од наша страна да биде искрен и да покажеме дека реално и ние сакаме да направиме многу повеќе отколку што сме правеле досега. Затоа што да не се лажеме, и во бугарското и во македонското општество има сили кои
никако нема да дозволат овој процес сега што ако почнува. Нема тие да бидат мирни. Повторно ќе има тенденции да се измести фокусот и да се влезе во еден гол популизам каде што националистичките структури од едната и другата страна ќе бидат погласни од оние европски сили кои екзистираат и во Македонија и во Бугарија. Ја само на кратко ќе ве замолам, ова последново што кажувате, предпоставувам дека тоа ќе биде реакцијата доколку не се впуштиме во сериозно, доколку двете страни не покажат, бидејќи како што велите и во Бугарија и во Македонија има сили кои ќе нема да се обидуваат, туку активно ќе учествуваат во тоа да ги спречат овие процеси ако почнат на начин на кој вие предлагате да почнат резолуцијата да, како што вели самите вие велите, резолуцијата не е доволна. Ќе се стави на хартија, ќе биде прифатена, но зад неа треба да има процес кој тоа ќе го поддржи. Прашањето ми е дали навистина верувате дека во Бугарија има сили кои ќе ги надвладеат националистички. Јас верувам дека постои. Да. Ова го прашувам заради тоа што вие сте таму. Јас комуницирам на дневна основа со нив. Се гледам на секои 2-3 недели кога ги имамо обврските на ова академско ниво. Значи, обидите кои од наша страна би оделе во правец на испраќање на сигнали на пријателство, добрососедство, респект, од другата страна ќе бидат поздравени. Предоминантни, да речеме, и во изминатиот период беа негативните примери. Да речеме, позитивните примери ги имавме во изминатиот период во последните неколку години и солидарноста, посебно од бугарска страна, на едно исклучително високо ниво. Дали е тоа несреќата со Дурмо Турс, дали е последната трагедија во Кочани, дали е проблемите со пожарите, значи Бугарија покажа искрено пријателство и покажа дека реално кај нив предоминантна е атмосферата, дека треба да се градат мостови, дека треба да помогнат сега на Македонија. Мислам дека ако ние дадеме можност, ова е само еден мој предлог, кој сум го говорил, ви реков и претходно на поинаков начин, од поинаква позиција. Сега, слободно овде во мојот кабинет на факултетот, можам да споделам моје искуство, што мислам дека ќе биде исто така добар чекор напред, не само резолуцијата. Резолуцијата, дај Боже да се стигне до таков консензус, но треба и многу други чекори, многу посилна соработка, не треба да има комплекси, одат напред, мислам, младите, треба само да им се даде шанса да не бидат тие ограничени со една атмосфера која беше создадена последните 3-4 години и мора да се соочиме со тоа дека имаме за почеток, не е трасиран патот, има многу препреки, но треба да се биде решителен во пробивањето на патот напред. Така. Дали доколку се случи сега ќе се обидам да го свртам вашето внимание кон некои поактуелни политички прашања што се случуваат во земјата. Дали при првите проблеми, обструкции, искушенија во однос на ова прашање, очекувате, тоа го поставам и како провокација, ако сакате и така прифатите го, премиерот да се повика на странските центри на моќ кои ќе го блокираат тој процес. Што мислите кога еден премиер постојано за различни теми од општествено-политичкиот живот, кои се многу битни, секогаш во прв план ги вади центри на моќ во странство, подпомогнати од домашни сили, кои ги блокираат некакви политички процеси во земјата. Зашто зборува за еден премиер едно таква изјава? Па кога ги прави анализите и премиерот, гледам и дел од министрите, кога се обидуваат да прикажа дека Македонија е жртва на еден билатерален спор, што е така. Добро. Но едно е само да констатираш дека имаш проблем и дека билатерализацијата на процесите во Европската унија го кочат проширувањето, тоа е факт. Но од друга страна, кога ќе додадеш дека тоа го користат други центри на моќ, пенетрира руското влијание, кинеското влијание, јас така го сваќам премиерот, што не е тајна,
Не е тајна дека дестабилизацијата на Западниот Балкан е посакувана варијанта на оние кои не мислат добро не само на Македонија, туку воопшто на регионот. Значи регионот е уште во фаза, ние велиме, ја гледаме најпозитивната варијанта, влегуваат Албанија и Црна Гора и уште е посилен регионот, но има и друга варијанта, што ако дојде до дестабилизација во Србија, што е актуелно прашање, што ако кулминира ова што се случува во Република Српска, што ако после локалните избори Косово би требало или би морало да прави нови парламентарни избори, што значи прекинувањето на стратешкиот диалог меѓу Соединените Американски држави и Косово, значи ние немаме таков луксус кој правиме сега анализата да мислиме дека нема. Да, има други центри на моќ кои не сакаат стабилизација на регионот, затоа што Европа е соочена со војна на својата територија, прашање на дене кога ќе биде вклучена веројатно не само Украина, туку можеби членка на НАТО во војната со Русија, така што затоа мислам дека е повисоко нивото на свеста и кај премиерот, и кај Филипче, и кај другите лидери во опозицијата, немаат луксус да мислат само на изборите локалните, кој ќе освои толку. Локалните избори ќе бидат веројатно крај на политичката кариера на една или двајца лидери на политички партии. Нема да настрада сигурно премиерот Мицковски, бидејќи иако сите велат ќе биде намален бројот на гласови, веројатно поддршка да дали 70, 80, некој вели до 100.000 гласови, но тој кој свој најголем број градоначалници и советници и јасно е дека тоа ќе го искористи за рекомпонирање веројатно на својот владин кабинет, на партиските структури, бидејќи најави еден таков голем конгрес. Што ќе прават другите е небитно тој аспект ние што правиме. Да, ќе постојат такви центри на моќ кои не сакаат Македонија да влезе. Дали има сојузници тука? Да, имала. И ќе има. Значи тие структури, тие тајни служби, ние уште што би го цитирал во оваа пригода поранешниот премиер Љупчо Ѓорински го вели уште си трпиме од длабоката држава. Да, структурите, инсталациите, во медиумите кај вас, на факултетите, во бизнес заедницата ги има. Не можеме да кажеме дека сите сакаат Македонија да биде дел од Европската унија. На крајот сакам да ве прашам за неодамна беше одржана еден настан, се одбележаа 30 години од воспоставувањето на дипломатски односи со Соединетите Американски држави и на тој настан беше пуштен еден филм од контактите, средбите на високи македонски лидери, политичари во разни периоди, кои имале средби со високи истакнати претседатели, подпредседатели на Соединетите Американски држави. На тоа видео ги немаше снимките од вашата средба со претседателот Буш на времето, од средбата на премиерот Заев со подпредседателот Пенс. Што мисли за едно такво, ќе го наречам ја, кроење на поновата современа историја? Јас бев присутен во клубот на пратениците и заради присуството и на поголем дел од дипломатскиот кор, не беа само представници од власта или од нашата бизнес заедница, се воздржав гласно да коментирам и да не викнам Уаш најдери. Но потоа искористив можноста, реагирав кај министерот за надворешни работи. Верувам дека мојата реакција слушна премиерот и председателката Сијановска Давкова, која беа во неговото обкружување. Реагирав дека нема битни настани. Не само мојата средба, која е единствена средба на премиер кој бил во Белата куќа за овие 30 години. Ја немаше средбата, да речеме, и на Груевски, кој како премиер имаше средба со тогашниот подпредседател Бајден. Ја немаше средбата на Заев со Пенс. Го немаше за мене големиот настан на отварањето на македонската амбасада во Вашингтон, каде што имавме специјален гостин, тоа беше министерот за одбрана во тоа време, секретарот за одбрана Рамсфелд. Ја немаше и посетата на истиот тој Рамсфелд, кој во рамките на неговата посета делеше ордени на македонски војници заради учеството на нашите војници во операцијата Слобода Зирак. Така што мислам дека по мојата реакција, бидејќи не е тајна дека професионално јас и Тимчо Муцунски сме многу блиски, бидејќи тој беше мој асистент сега, вонреден професор кај нас на факултетот, тој е дел од моето поблиско обкружување овде
еден од тројцата мои соработници на факултетот, разговаравме пријателски за мене скандалозното прикажување на видео кој нема одраз на реалната состојба во изминатите 30 години. Констатираше министерот на крајот дека направен е пропуст заради тоа што дел од архивата во Македонската радиотелевизија, дел од архивата во владата и во Министерството за одворешти работи ги нема овие материјали. Направив јас обид дел од приватната архива да ја ставам на располагање на Министерството за одворешти работи, ветија дека се подготвува нов спот каде што ќе има дополнително неколку настани кои се исклучително битни за македонско-американските односи во изминатите 30 години, да се надеваме дека така ќе биде. Да. Ви благодарам многу за разговор. Благодарам и на вас. Да.